Струмичката општа болница најстрого се придржува на мерките кои ги издава владата како заштита за намалување на ризиците од ширењето на COVID-19. Струмичани кои допатуваа во земјава од Италија со пациентката која беше првиот пациент со позитивни резултати на коронавирусот, веднаш беа ставени под домашна изолација. Изолацијата за нив заврши, а по тестирањето резултатите на сите од нив се негативни. Директорот на општа болница во Струмица Наке Гогов денеска детално информираше дека ситуацијата се гледа темелно на сите оделенија. Мерките за безбедност се почитуваат од сите, а забрана на сите оделенија има за посета на пациентите. Текот на лекувањето на пациентите тече без никакви проблеми. Гогов потенцираше доколку се појави пациент со сомнителни симптоми, се упатува кај епидемиологот, кој ја прави потребната анкета, а потоа и преглед кај инфектолог. По направената анамнеза, тимот лекари одлучува дали да се зема бриз на пациентот и се носи на клиника во Скопје. Влошена е здравствената состојба на тројцата пациенти пак кои се заболени од коронавирусот во Скопје, но се уште не се приклучени на машини за дишење. Тие се над 65 годишна возраст и спаѓаат во ризичната група. Останатите 6 заболени се со лесна клиничка слика, информира министерот за здравство Венко Филипче. Утринава на инфективна клиника е донесен еден пациент со температура кој се вратил од Германија. Се чекаат резултатите, исто како и на луѓето чија изолација завршува денеска. Прво, забрана на сите јавни и приватни собери без разлика на обемот и бројката на учесници, концерти, театри, кина, спортски сали, теретани. Понатаму кафетериите и рестораните да работат со скратено работно време до 18 часот и тоа внатре капацитетот да биде преполовен, значи да се задржи дистанцата од 1,5 метри до 2 помеѓу луѓето кои што престојуваат таму. Понатаму да се откажат сите закажани сите кинопроекции, театарски представи и концерти. Во разговор со сите јавно-здравствени установи се откажуваат сите хронични пациенти кои што може да, чија што интервенција претходно закажана може да се одложи. Ке има само итни и неодложни хируршки интервенции, истото важи и за прегледите. Една дополнителна мерка е продолжувањето на терапијата на хроничните пациенти за кои што до сега требаше да одат на лекар-специјалист. Од следните денови ќе може да го прават и на матичниот лекар, зашто Фондот за здравствено осигурување ќе направи измена во правилникот. Ова нема да може да важи за ново диагностицираните пациенти, тие сепак се уште и во овој период за таа терапија ќе мора да одат на лекар-специјалист. Понатаму разговараше председателот на владата со представниците на верските заедници, Македонската православна црква, католичката, исламската верска заедница за строго придржување до овие мерки на владата. Вчера попладне Светската здравствена организација прогласи пандемија и тоа беше очекувано кога има голем број на заразени во многу земји. Разговорав со регионалниот директор на СЗО кој нагласи дека нема генерални препораки, но секоја земја има свои автентични мерки и ние се усогласуваме со нив, рече денеска Филипче на редовната пресконференција.